Здраво на сите. Добро дојдовте во уште една нова епизода на Филмофилос. Јас сум Максим, до мене е Елена, како и секогаш. А овој пат имаме еден нов и интересен гостин, кој ќе ни понуди, да речеме, една противтежа на она што е концептот на нашиот подкаст, односно филмот како средство за филозофирање и психологизирање. И денеска, како гостин, имаме Александар Маџаровски, кој, како книжевник и јутјубер, ќе ни понуди една поинаква перспектива за моќта на книжевноста наспроти филмот. Здраво, Алекс. Здраво. Здраво. Фала на поканата. Фала што дојде. Фала што дојде, да. Фала што ти се придружуваш во, како да кажам, серија на епизоди каде што дискутираме со експерти од различни области кои нудат своји видувања за филмот, психологијата, филозофијата. Така што многу ни е мило што денеска имаме една книжевна перспектива. Но пред да почнеме со дискусијата, можеш да ни кажеш нешто за тебе, со што се бавиш и како се роди твојата љубов кон книжевноста? Уште еднаш фала на поканата. Благо ќе се оградам од твојот експерт. Со што се занимавам во моментов, она што го работам како наставник во едно училиште. Предавам меѓу другото и креативно пишување, нешто што ми е многу драго, многу ми е блиско. Во однос на образование студирав и магистрирав филозофија, значи филозофијата ми е една љубов, иако нели на некој начин се оградувам да се наречам филозоф, затоа што тоа е многу широк поиме, така звучи страшно некогаш. Меѓутоа филозофијата и книжевноста, која ми е, ајде да речеме, втора љубов, се тесно поврзани за мене. Љубовта за книгите нормално читав како дете, потоа бев во нека бунтовничка фаза, кај што беше фаза на музика, нели? И после се враќаш на првата љубов, на книгите, активно читање книги. Сега, таа љубов за книгите, знаеш како кога имаш страст за нешто, кога нешто ти е пасија, сакаме да го споделиме со другите. Сакам кога ќе изгледаш добар филм, сакаш да разговараш. Веднаш се јавуваш на некој и сакаш да му раскажеш. И нели одиме често со мораш ова да го видиш, овој филм е нешто феноменално. И мислам дека идејата, размислував за YouTube каналот Читачот што го почнав за време на пандемијата. Нели можам да го гледам тоа, па добро, јас сум сега некаков инфлуенсер, па зборувам за книги, давам препораки со идеја дека некој можеби ќе се инспирира, па ќе ја купи таа книга и ќе ја прочита. Тоа е едно ниво. Знаеш, меѓутоа мислам дека под тоа најдлабоко, е таа желба да се зборува, за она што ти значи да зборуваш со другите. И мислам дека каналот за мене беше тие осврти кратки, значи тоа не се некакви длабоки анализи, не знам, академски, меѓутоа баш и намерно користам таков јазик за да може да едноставно да не само да ме разберат луѓето, туку да таа моја возбуда, да речеме, во однос на некоја книга што сум ја прочитал, ако може да допре до луѓето. И мислам дека најдлабоката потреба и идеја за каналот беше таму да зборуваме. Исто како што претпоставувам вас ви е пасија да зборувате за филм, пример. И така што од таму тргна таа идеја, неколку години веќе ги терам тие препораки за книги, профили на автори, имам такви видеа, почнав да читам раскази, сега најново што го најави во последното видео, ќе почнам да правам видеа во кои што ќе се занимавам со филозофски дела. Во смисла или концепт, идеја, некое филозофско дело, тоа ќе бидат малку посериозни видеа и првото ќе го пуштам во јануари. Супер, фасцинантно. И што некој започна проект за време на пандемија и што истра да го продолжи после пандемија. Имав прилика да, откако Максим ми кажа за тебе, имав прилика да гледам некои видеа на твојот канал, што е супер заради тоа што на моje знање немаме YouTube канали на македонски јазик кои разговараат токму за книги, за содржина на книги. Кога читаме, имам приметено дека често читаме книги на англиски, доколку не зборуваме англиски, и има некој отпор да се чита на македонски јазик. Дали го имаш тоа приметено или мислиш дека само се зборува, ама сепак луѓе прилично редовно читаат на мајчин јазик? Мислам дека тука има сега еден генерацијски јаз се создава, еден нов феномен, со тоа што има една добар дел на публика кои што тие се, да речеме, луѓе кои што веќе читаат и се во некоја возраст во која што веќе читаат книги и читаат на македонски.
освен ако некој стварно не го зборува добро англиски, ти нели секогаш подобро да го читаш во оригинал и така натаму. Меѓутоа, од друга страна има една цела нова генерација која што не само што читаат на англиски, туку децата зборуваат меѓу себе на англиски. И тоа е еден нов феномен кој што и сега ние како да се поставиме тука? Ние можеме да реагираме и да кажеме не, само треба да го зачуваме јазикот и така натаму, и тоа е се окей. И јас можев да изберам да го правам ова на англиски. Меѓутоа, идејата ми е да ги инспирирам луѓето да читаат на македонски. Не ми е проблем да ги правам овие рецензии на англиски. Има доволно луѓе што го прават тоа на англиски. Така што, меѓутоа, нема доволно што го прават тоа на македонски. Сега предизвикот е како сите тие тинејџери и деца што читаат на англиски, да не можеме ние да им забраниме да читаат на англиски. Тоа е речиси како некој втор мајчин јазик или природно им доаѓа. Меѓутоа, како да ги инспирираме да читаат и македонски, меѓу другото. Да. Да. Впрочем, да, извини. Впрочем, тоа беше и нашата инспирација за подкастот. И ние имавме дилема кога почнавме пред неколку месеци да биде на англиски, разговаравме за тоа, но сепак сметаме дека и tekako потребна содржина на македонски, особено кога има луѓе кои може да понудат нешто. Така што секоја чест. Да, не дека нужно само по себе е лошо зборување и читање на англиски, но сум лично против тој отпор да се чита на македонски јазик, на мајчин јазик и да се разговара потечно, знаеш. Да. Што мислам дека е потребно во периодов. Ти благодарам за твоето представување и за само за тоа моментално. За сега. Максим исто така е филозоф, претпоставувам дека така се имате запознаено. И баш ми е чест што те запознавам преку Максим. Но Максим исто така, како што спомнавме, режира. Значи, она измеѓу филозофијата и филмот, ти си помеѓу филозофијата и книжевноста. Сега темата на денес беше генерално да направиме споредба помеѓу книжевноста како медиум и филмот како медиум за консумација на содржина. Би сакала да знам, Максим, од твојот аспект на режисер, од кој аспект филмовите се подобри или полоши, кога сакаме да пренесеме некоја порака и кога сакаме да представиме некоја приказна? Јас само накратко ќе кажам, не сакам да му одземам време на гостинот, кој убеден сум дека има добри идеи, но како што веќе гледачите и слушателите знаат, нашиот концептот на Филмофилос е всушност преку филмови да доловиме одредени поенти, така што би било многу контраинтуитивно, неприродно јас сега да кажам дека филмот не може или не доволно добро ги представува тие некои феномени, така што да, исто како и тебе, и двајцата веруваме дека филмот и како убаво доловува психолошки состојби, филозофски идеи, историски случувања и така натаму. И сега, зошто филмот е можеби подобар од некои други медиуми? Да речеме од сликарството или од театарот конкретно, е слика во движење со која може да има и звук, која може да има и навистина блиски кадри. Во театарот секогаш гледаме во далечина, например, може да има музика, значи инкорпорира различни делови, така што филмот е навистина многу моќен медиум во тој аспект. Од друга страна, има и своји ограничувања, секако кој сигурен сум дека Алек и како ги знае. Но сметам дека филмот на едноставен и краток начин може да долови одредена поента, така што буквално некој шета низ центарот на градот, гледа дека има некој интересен кино во кино, седнува за саат и пол, добива, дознава, се информира за некоја поента. Или седи дома, најчесто почесто тоа е денеска, седи дома и гледа на некаков стриминг сервис или слично некаков филм или серија, 40 минутна епизода, сега има и серии со 20 минутна епизода, значи буквално тие визуелниот медиум многу кратко доловува поенти, така што за мене филмот и како е мокналатка во тој некој практичен аспект, а во некоја подлабока смисла би рекол дека филмот има предност над другите уметности со тоа што преку комбинацијата на различни елементи, и музика, и актерска игра, и звук, и текст, буквално може многу тродимензионално да ги долови стварноста, идејата и така натаму. Мислам дека тоа речиси сите други уметности имаат потврлуваат на некој од
од тие елементи. Така што толку да не зборувам подолго, но главно тоа ми е идејата и секако дека го бранам филмот, што не значи дека сум против книжевноста, всушност напротив, книжевноста веројатно сега не знам дали ми била прва љубов, но најверојатно ми беше прва љубов, бидејќи како дете прво читав книги, па подоцна гледав филмови. Тоа дефинитивно веројатно и природно било, барем за мојата генерација. Сега можеби природно е со таблет прво во раце детето да се снајде него со книга, ама книгите како ми беа интересни, но филмот кога го дознав беше баш при некои книги за деца кои ги читав. И одеднаш беа екранизирани. И тоа беше толку возбудливо и целиот тој процес на кој ќе го толкува главниот лик, како ќе го доловат мојата омилена сцена во третото поглавје, така натаму. И тоа стана некаква возбуда што подоцна сега како возрасен, бев сега сум како сакам и јас да ги остварувам тие. Дали зборуваш за Хари Потер? Например. Например, мислам дека тие што сме од 90-тите родени и што пораснавме од 2000-тите, и како Хари Потер, да речеме, тие филмови беа влијателни. Сега има некаков отпор од младата генерација, наводно не се толку популарни, има и други книги и слично, но филмовите беа и како добро направени. Така што премногу зборував. Не, воопшто. Баш ти благодарам, Максим. Имам само едно као подпрашање, некој мал напад. Слободно е. Нели филмот во споредба со другите уметности стимулира повеќе сетила. Значи не го гледаме, го слушаме, го доживуваме на поинаков начин кога што би доживеале слика пред нас или кога треба да читаме и на некој начин треба да вложиме помалце труд и внимание додека конзумираме. Само треба да седнеме и помрзелив начин на примање медиум, можеби. Да. Не знам како да се одбранам. Видете, проблемот е што кога ова е нашата динамика. Но ми се допаѓа ова, земам пуканки дали ќе може да добијам. Не, ќе можам вака да го одговорам прашањето вака. Да, како не знам, како филозоф или како професор кога работам со помлади, сега во моментов не сум професор, но кога сум, секогаш ми е криво што повеќе гледаат филмови отколку што читаат книги. Зошто? Особено кога се млади, кога се навистина деца, не само млади, треба се описменат. Филмот не описменува, можеби оплеменува, облагородува, реков, како повеќето уметности, но не описменува. Значи сепак е многу пасивно мрзеливо конзумирање. Сега не секој филм, има филмови кои те тераат да размислуваш и да се ангажираш, но повеќето се некако како само слики во движење и буквално се упростено. Така што за жал да не го критикувам концептот на нашиот подкаст, гледате филмовите се полни со мудрост и знаење, но дефинитивно не треба се занемараат и театарските представи и книжевноста, значи текстовите, читањето во која било форма. Значи и еден мал факт од филмскиот свет, значи кој да се бави со филм, еве јас како режисер, мора да прочита сценарио. Сценаријата се најчесто од 60 до 120 страни за долгометражни филмови. Постојано се ги враќаш на сценаристот, пренапиши го, смени го, диалогот се штелува, се шмиргла, што би се рекло, актерите го додаваат. Значи вие постојано работите со текст, можеби 4-5 месеци подготовка, а снимањето може да биде недела 2 до месец. Значи самото снимање е пократко од текстуалниот дел, така што невозможно е без текст да имате филм. Секако има филмови кои немаат зборување, кои немаат текст, но тоа не значи дека текстот не е битен. Добро се одбрани. Да, браво. Се прифаќа. Да, сега би сакала да го прашаме нашиот гостин, од кој генерално истото прашање, само во кој смисол книжевноста е подобар медиум за кои се предностите всушност на читањето книги во однос на филмовите? Вака, значи најпрво не се ставам во улога да ја бранам книжевноста и ако размислувам всушност, па можеби малку филозофски, ако сакаме да ги рангираме уметностите, иако тоа звучи малку претенциозно, според мене супериорна и највозвишена уметност е музиката. Далеку над сите. Затоа што музиката, да речеме, за секоја друга, па после би дошла поезијата, па дури после можеби прозата, литературата, па фотографија, сликарство, филм би ги ставил малку подолу. Зошто? Затоа што музиката е единствена, значи ние кога се соочуваме со било која уметност, ние толкуваме, така нели преку сетилата, ние
Мора да ја протолкуваме за да ја разбереме, за да ја доживееме. Например, ако погледнеме една слика, не треба да знаеме што е концепт на зелено и црвено, хармонија, нели, сразмерност тука и нели, треба се активираат, нели, нашиот ментален склоп, значи сите апаратусот се активира за да ја восприемиме таа слика, например. Кога читаме книга, така, треба да знаеме да се описмениме, треба да знаеме која буква што значи зборот и така натаму, да ја разбереме смислата. На друга страна, музиката, кога слушаме музика, ние сме многу пасивни реално. Така? Меѓутоа, музиката на некој начин, ова е некоја си мое разбирање, таа има моќ да го заобиколи разумот, рациото или тој дел и да оди директно да влијае на психологијата или нели народски би рекле леле ова ме допре во душа или ме допре во срце, без премногу да се наречеме музика. Сега кога зборувам за музика, не зборувам за текст или нека поп песна, па и текстот, па нели мора да го разбереме текстот. Не зборувам дека музика може без ништо да направиш во 2 минути да те расплаче или да те стане на нози, да почнеш да плескаш и да ти го смени денот, да ти го смени расположението. Во таа смисла мислам дека музиката според мене е највозвишена. Таа возвишена звучи многу возвишено, меѓутоа е, ајде да речем, супериорна. Може би затоа што се занимавам и со музика до некаде, меѓутоа сепак тоа го сметам. Од друга страна поезијата. Поезијата е чиста слобода. Поезијата има метафизички аспект кој што во литературата го нема. Значи во поезијата можеш да креираш светови, можеш да најголемите болки чистак творечка, нели, креативност. Од друга страна литературата, што сметам дека е, ако ја споредуваме со филмот сега, пример, има неколку тези, неколку аргументи, неколку работи што би ги издвоила, тоа е, и тоа ќе го кажат повеќето луѓе на прва ќе го кажат тоа, дека филмот не ти дава простор ти да си замислуваш какви се нештата. Во филмот премногу се дадени, нештата се дадени такви какви што се. Се е дадено. Нормално има простор за интерпретација. Филм ќе не остави со некој крај кој што ќе не замисли, како што ќе го направи тоа и некој роман, што тоа е веќе во 20-тиот век почнуваат. Со модернизмот, да речеме, такви краеви порано се знаело како иде на приказна од почеток до крај. Мора да има разрешница која што ќе ја сватиме сите. Нема да не остави во некоја недоумица, во некоја дилема. Во таа смисла, мислам дека некои луѓе преферираат да читаат книги затоа што многу е поангажирана е нивната имагинација. И може да си замислиш како изгледа тој лик, значи сите тие нијанси, тој свет на нијанси. Тоа ни го нуди книжевност читањето. Од друга страна, нешто друго е што можеш да подолго да престојуваш, да пребиваш во тој свет на романот. Можеш да го читаш долго. Јас некои романи што се покомплексни, да речеме, не знам дали било Улис од Джеймс Джойс, ги читав, или Gravity's Rainbow од Пинчен, ги читав со месеци. Затоа што не може, премногу се комплексни за да ти ги прелеташ преку. И ти престојуваш во светот на тој писател долго време. И да речи се како да стануваш и имаш чувство дека не знам колку, да речеме, некој лик ќе кога ќе завршиме некој филм, дали следниот ден ни фали ликот или ликот од книга повеќе ти фали. Некако се заживуваш и да си велиш, вау, светот на книгата ми фали тој лик. Во таа смисла, колку книжевни ликови станале вонвременски, а колку, и тоа е интересно, сега ми дојде како идеја, колку филмски ликови се вонвременски, а колку книжевни ликови, кои што го надминуваат светот на книгата и живеат со нас, и ние живееме со нив. И нели некојаш знаеме да прочитаме книги, да кажеш со недели, ајде сега, цела недела бев распаметен и останав со. Од друга страна, знаеме да изгледаме филми, да седиме додека дадат кредит, така, и цела сала не мрда. Зошто не мрда? Добро. Јас многу ме нервира кога гледам филм во кино и кога сум гледал некои. Јас се ретко гледам филмови, да речеме, ме воодушеви Дюн. И сега едва чекам да излезе вториот Дюн, што е поврзан со книга. Да. Едва чекам. И тоа беше стварно добар sci-fi за мене. И сега многу ме нервира кога ќе заврши филмот, јас сум целиот под импресии, нели, размислуваш за смислата на животот. И луѓе онака као, добро, да ги фрлиме поканките, си одиме, као, луѓе, чекајте, треба да завршат кредит, за никој не сме така да почнеш да викаш, сите да останете на место. Во таа смисла, да, филмот има
таа моќ. И уште едно нешто само би додал, а тоа е во однос на како тече времето. Нели да речеме, има некоја поголема во секвенција ни е даден филмот. И нели еден кадар, друг кадар, додека времето во еден роман, ако е добро напишан, сега зборуваме какви филмови, какви романи. Значи, има лоши романи, има и лоши филмови. Така се зборуваме за најдоброто од двата света. Значи, времето во романот, мислам дека поинаку го доживуваме. Повеќе го доживуваме како траење, а не како секвенционирање од еден кадар на друг кадар. И мислам дека тоа и во театарот го има тоа, нели имаме сега нареден чин и така натаму. Мислам дека времето во романот го доживуваме. И сега тука и тоа е филозофски концепт, нели? Бергсон се сеќавам на некои предавања на професор Ристо Солунчев. Меѓутоа, јас лично го доживувам поинаку времето во филмот и во литературата, во еден роман, например. Вау, тоа беше супер објаснување. Мислам дека супер поенти беа покренати. Елена, каде стоиш ти на оваа дилема, филм или книжевност? Ако мораш да бираш. Не мораш, меѓутоа. Ако морам да бирам, дефинитивно било книга. Сега, ова многу лоша промоција, нешто од подкаст. Але него... Добро, бе, зошто, да. Токму заради од причините кои ги кажа, едноставно блиску се чувствуваш до тие ликови и некако траат со тебе, безвременски се, и да ја завршиш книгата, има некои ликови, особено книга со која те воодушевила од X причини, трае таа и некогаш сакаш да препрочиташ повторно само за да се навратиш на некои работи и плюс, например, ако читаш некоја книга, да речеме пред 5 години, ја препрочиташ повторно, едноставно е поинаку. Ја гледаш со други очи, ја доживуваш поинаку, да. Дефинитивно и гледаш тука како созреваш на некој начин преку препрочитување на истата книга. Јас спомна Дюн. Мислам дека можеби повеќето има се разбегаа по салите, има видено некои на после 2 сати си отидоа. Мислам дека беше повеќе за луѓето што имаат прочитано Дюн и според мене таа беше таа таргет публика со која целеше да се, нели, за која беше тој филм. Секако визуално естетски беше преубаво представено, но не е блиску до тоа како ја имав замислено во главата книгата додека ја читав. Многу е тешко книга како Дюн, а и други книги, да едноставно да како да кажам, да преминат на филмско платно. Заради тоа што не може, колку и прекрасно, колку труд да се вложило во тој филм, не е исто тоа како јас ја доживеав додека ја читав таа книга. Што ме води малце кон едно друго потпрашање за двајцата, можеби повеќе за Максим. Неретко има филмови кои се инспирирани од книга. Кои се тие предизвици? Нели и за адаптација, можеби као разлики во креативноста помеѓу писателот и режисерот, но истовремено и знаеме дека многу писатели не се задоволни од начинот на кој се адаптирани нивните филмови според режисерите. Зошто е тоа така? Да, точно, тоа е големо прашање, ме интересира и Алекс што ќе каже. Вака, пред се сметам дека во филмскиот свет, филмската продукција, публиката ги диктира правилата, за жал, особено во американската. Ако публиката сака нешто, тоа се произведува. Значи, многу капиталистички систем. Значи, ако вие пиете Кока-кола ќе има повеќе на пазарот. Тоа е принципот. И сега, очигледно, барем од кога јас знам, од кога јас бев дете до денес, и се повеќе, има неверојатен незаситен глад на читатели тие книги што ги читаат да бидат екранизирани. Тоа е неоспорен факт. Сега, зошто е тоа така, не знам, можеме да дискутираме, но тоа е подобната точка. Значи, сега, дали филмот добро ги доловува или дали ги адаптира, или дали воопшто треба да ги адаптира, тоа е друго прашање, но очигледно публиката и како бара тоа да се случи. Со појавата на стримингови сервиси, Amazon Prime, Netflix и слично, Disney+, тие и како купуваат, буквално купуваат во големи количини права на книги на писатели и тие да бидат адаптирани. Да речеме, една писателка, помлада писателка, Сали Руни, не знам дали има читано,
значи писателката на Нормални луѓе или Normal People, меѓу други книги, но таа беше книгата со која се прослави. Таа книга беше адаптирана во телевизиска серија на Hulu, на стриминг сервисот Hulu, и таа не само што беше адаптирана, туку беше неверојатно успешна, според некои можеби подобра од книгата, ретко се случува. А Сали Руни склучи договор за сите нејзини книги да бидат наредните 5-6 книги да бидат адаптирани од Hulu. Не знам дали ова сте го знаеле. А не знаеме дали ќе бидат добри книги. А не знаеме дали воопшто ќе бидат добри книги. Но Hulu ја гледа нејзин како бренд, таа е писателка која очигледно е читана и популарна, автоматски ја купуваат и сите, не сите, веројатно во некој момент договор ќе заврши, но може да биде и продолжен. Така што тоа се повеќе и повеќе го гледаме да многу писатели и писателки се всушност буквално регрутирани од филмска индустрија, само вие штанцајте, вака се изразам, произведувајте фабрички и ние тоа ќе го адаптираме. И сега каков е резултатот? Резултатот е да имаме филмови кои се многу обожувани од филмската публика, дури некои многу ретко ги надминуваат и книгите, но истовремено имаме и адаптации кои се толку избрзани, толку несмасни, толку лоши, што ја навредуваат книгата, што подоцна има, мислам, плачење на интернет. За тоа како била книгата масакрирана. Така што, не знам, комплексна идејата, например, ми доаѓаат неколку примери на ум. Примерот веќе што го спомнав, книгата на Сали Руни, Normal People, значи Сали Руни е девојка која веројатно сега има таа моја генерација, 28-29 години предпоставувам. 30. Па не, мислам дека е малку помлада. 30, да. Мислам дека има 28. Не лажи за годините, Максим. Не си актор. 29. Е ултра популарна. Не знаев дека е толку млада. Да, навистина е млада. Значи, Normal People беше на 26, можеби, публикувана. Така што е навистина млада. А предходната книга беше на 24. Значи, разговори со пријателите. Така е името на книгата, на првата нејзина книга. И таа всушност е толку популарна инаку родом од Ирска, и толку популарна и во ирско и во англиско, земјето од англиско говорно подречје, сега и на секаде на македонски е преведена книгата. И многумина сметат, мене лично книгата не ми се допадна, беше навистина, не беше добро напишана, не беше по мој вкус. Но серијата беше навистина добро изведена. Беше навистина ме допре, што би рекле, и остана со мене. Така што да ме боцна малку, со мене остануваат ликовите од филмовите серијата, доколку гледачот сака ти може да остане. Е сега конечно за крај, одnosno не за крај, друг пример кој ми доаѓа на памет е филмот Fight Club или Клуб за тепање, како би било на македонски. Е исто базиран на книга, но сите го знаат филмот и тоа мислам дека кажува многу. Или дека публиката не чита книги, или дека филмот може би малку има надминато, го има земано концептот и наистина добро го има изведено. И така натаму. Хари Потер е еден пример. Мислам книгите се обожувани од многу луѓе, повеќето велат дека се подобри, но филмовите се навистина добро изработени како за филм за деца. Сепак тоа не е. Еден друг пример за е Лет над кукавичјото гнездо. Точно. Филмот, ако не се сигурен сум дека има книга. Да. Кој ја знае книгата? Јас барем отпосле дознав, а тоа е култен филм. И тоа е на пример каде што сите го знаеме филмот, а не книгата. Да. Така што има многу низа примери, но слободна рек, кои се спротивните примери? Не, сега таа секој што е клише, нели, кој ќе кажат ама книгата е подобра од филмот. Така што можеби не мора да се занимаваме со тоа прашање, меѓутоа ми текна уште една и баш снимив видео за таа писателка, уште една ирска писателка, Клер Киган. Мали нешта како овие. Ова едно кратка новела, краток роман, се действието се одвива во Ирска, во едно мало градче, меѓутоа една од ретките новели или романи кои што кога ги читаш имаш чувство дека гледаш филм. И тоа е интересно. Така се поставени сцените, такво е раскажувањето, има некој драмски квалитет, да го наречам. Од друга страна ми текнува и баш тука ги имам книгите, има, значи, не сум филмофил, меѓутоа имам гледано некои филмови, значи не сум толку неук во филмот. Има еден писател кој што многу го сакам, Ласно Красна Хорхај, тој е унгарски писател. И сега првиот негов роман е всушност Сатан Танго, значи ова е романот, го имам читано си на српски. И има негов пријател Белатар, тој е познат унгарски режисер, и тој толку бил воодушевен од неговите, значи првиот роман е Сатан Танго, и тој снима филм Сатан Танго, црно-бел, 6 сати трае филмот.
За тоа веројатно излегува од рамките на како функционира филмот нормално како што го познаваме. Потоа Меланхолија на отпорот, исто ова се малку мрачни, тешки романи. Ова му е вториот роман. Значи Красна хорка и во едно интервју вели, го напишав Сатан Танго, ремек дело, и после вели, ама нешто не бев задоволен малку, ама работел во фарма како ноќен чувар на фарма за крави и го пишува Сатан Танго. Добро. И после вика не бев малку задоволен и го напишав Меланхолија на отпорот да си ги поправам, нели. Тоа што го сгреши во првиот роман, пише уште едно ремек дело. И тука всушност делот, филмот што е снимен од Белатар, не се вика Меланхолија на отпорот, туку е дел Веркмајстерови хармонии, така се вика филмот, исто е црно-бел, патувачки циркус доаѓа во еден град, во едно, може да замислите Унгарија, комунизам мрачно, онака, и единствена атракција има еден препариран кит. Значи, атмосферата што од старте. И двата филма, во Сатан Танго има една сцена, таа е култна сцена, кај што едно девојче држи мртва мачка и оди, ја следи камерата со минути, нема никакво зборење. Таа сцена, тоа девојче, таа сцена живее со мене. Иако прво ги читав книгите, па што сакам да кажам, дека Красна хорка и Белатар работат заедно. Нели, значи во тој случај не може да, најверојатно нема да се случи да после Красна хорка и рече ми го пропасти романот со филмот и така натаму. Мислам дека затоа што се пријатели, подоцна има уште еден роман негов, мислам дека е Војна и војна, го нема на македонски. Филмот базиран, мислам дека на тој роман е Туринскиот коњ, не знам, така мислам дека е. Од друга страна Петер Хандке и Вим Вендерс. Небото над Берлин, така е преведено? Така, да. Небото над Берлин сега тоа не е, мислам дека тоа не е базирано на роман на Хандке, меѓутоа Хандке пишува сценарио. Значи тука гледаме од друга страна соработка на, значи ова се многу големи писатели, се важат за големи писатели и филмовите се, ајде да речеме поуметнички, 6 сати филм. Тежак, не може да го гледа секој. Да ги ставиме на страната на уметничкиот филм. Меѓутоа гледаме кај што двајца сериозни режисери со двајца сериозни писатели соработуваат. Значи го нема она нели ајде како да го наречеме, нели бизнис ориентирано. Следните што и да напишеш, бланко чек, ги купуваме правата за тоа. Туку веќе една убава соработка меѓу режисер и писател да направат нешто што ќе остане. Што се два примери што ми текнуваат. Тоа се прекрасни примери, да. Дефинитивно. Има и случаи каде што филмови се адаптирани нели според книга, каде што писателот е задоволен од начинот на кој книгата е представена на филмско платно, тоа што не ја губи поентата. Прв пример што ми доаѓа на памет е American Psycho, не знам кај нас како би бил. Американски психопат. Да, ма некогаш не се преведе никако буквално, така што не би знаела. Да, ја читав на англиски книгата и го гледав после тоа филмот, или обратно, не знам, како беше, но беше баш пораката што сакаше авторот да долови, беше доловена со филмот. Сега проблемот со тоа е што ISO Fight Club е што една порака е толку извртоперена што веќе се губи поентата. American Psycho е сатира на нели на таа јапи култура која имаше во 80-тите и смејување на таа култура, а Fight Club е нели нешто што е против капитализмот, каде што имаш сапуни Fight Club што се продаваат. Значи прават цела франшиза прават од тие филмови што тотално ја утнува поентата. Сега што мислите за тоа кога филмот и книгата ја губат таа уметничка вредност, душа и порака што сака да испратат? Особено кога постигнува поголема публика и поголема масивна популарност. Ми текнува на еден друг пример, и можеби мала дигресија. Сега додека разговаравме, ми текна на Тарковски Соларис. И Станислав Лем, неговиот Соларис, романот го читав пред неколку години, значи Потаземје, кој тоа е во sci-fi литературата, е култен роман. Да. Сега тука би го земал за пример,
каде што филмот на Тарковски има еден друг филм американски, не го важам, го гледав, тоа не беше Соларис. Не го прифаќам ова. Да, тоа е понов филм и го изгледав. Не ми се допадна, на Тарковски ми се допадна повеќе, иако не сум ги гледал сите негови филмови, некои знаат да е тешки и дарк. И да речем од друга страна, филмот беше окей, филмот е супер, меѓутоа Соларис, романот, Станислав Лем, такви филозофски прашања потегнува, што тоа е речиси невозможно да се представи во филм. И тука е еден задоснет аргумент, во смисла на тоа дека сепак романот не само што не остава со прашања, не само што не она е mind blowing, ни поставува во нели дали таа сега пробувам да се сетам нели таа планета дали е жива, дали има своја сопствена свест и така натаму. Мислам дека или се случува кај писатели да речеме ми текнува има разни примери, меѓутоа не знам, можеби крајот на монологот на Моли Блум во Улис или има делови во Херои и гробови на Ернесто Сабато каде што писателот знае да влезе на англиски ви рекле in the zone и како да пишува во транс. Како да пишува со некаква божествена, нели па тоа е ентузијазмот на Платон, ентузијазам значи да бидеш надахнат од боговите. И некогаш читаш дел од роман каде што си велиш чекај во каква состојба го пишувал човеков. Има едно течение, има една на тур де форс, како се вика тоа, кај што сваќаш дека се среќаваш со нешто што е нешто чиста креативност или не знам како да го наречеме тоа, дека има психолошки феномен е тоа. Психолошки феномен да, флоу, каде што уметник е толку инспириран што ништо не може да го сопре во моментот кога некако кога ќе фати нешто и кога не може да го заврши, нема пауза, може да го прави тоа буквално со сати без да примети дека работи нешто. Дека го прави тоа со сати, што неретко се случува кај уметници од било која сфера. И мислам дека е Чиксен-Михаил, дека тој го популаризираше тој термин како state of flow, што дефинитивно постои. Каде што ти речиси, тоа може да биде за било каква уметност, нели? Да. Освен за филмот, се шалам. Каде што ти имаш, ти речиси се уметникот се чувствува дека тој е како канал на некаква што и да е тоа, космичка креативност или бог или што и да е тоа, дека ти си само нели ја канализираш таа творечка енергија. Малку аргумент. Јас мислам дека можеби режисерите и филмот не сме така вдахнати затоа што сме вистински работници, значи станува дека е занает и крафт. Да, добро. Најчесто работиме по 14 сати на ден, сите имаат болки во грбот, и сите се под стрес и сите се неплатени и најчесто нема храна на сет доволно колку што треба да има. А мојата слика е дека се работи за милиони долари и можеби во Холивуд, ја не сум работел во Холивуд, така што не знам, но дури во Холивуд тоа се мал број на режисери кои имаат можност да работат со тие големи такви буџети, да. И во Америка секако има независни филмови, има и мали продукциски компании. Секогаш дури и Джеймс Камерон кој важи за не знам, режисерот на Титаник, Аватар и слично, кој работи со најголемите суми, дури тој вели да има повеќе пари, ќе беа подобри ефекти, да има повеќе пари, ќе ангажирав повеќе подобри глумци. Парите се, значи никогаш нема доволно пари. Тоа многу луѓе го дамаат тој аргумент, за да напишеш роман треба лаптоп или точно само да. А за филм да снимиш треба за сликарство, а за филм треба занаете, да, ние сме занаечите од уметниците, така што. Но не, се шалам. Јас сакам само да те прашам, дали и колку пишуваш ти лично? Повремено, значи пишувам поезија. И имам две збирки, имам издадена една збирка хаику, една поезија. Меѓутоа поезијата не бара премногу голем ангажман, освен ако не се сметаш дека поет е нели некаква вокација, па меѓутоа кој тоа може да си го дозволи. Така што поезијата за мене се можеби изблици на креативност или нели сиво поетски мод на перцепирање на околината околу тебе. И тоа ќе излезе во облик на песна некоја или на хаику. Имам пишувам некои кратки раскази, кратки прози, некои рефлексивни, такви некои non-fiction. Меѓутоа,
се токмам и се тоа е една цела дилема. Одамна се мислам да напишам нешто по-долго, некоја новела или роман. Меѓутоа има еден друг феномен. Знаеш како, колку повеќе читаш и колку повеќе знаеш, толку сваќаш колку малку знаеш. И тоа е колку повеќе читаш филозофија, си кажеш, леле, па што малку знам, како Сократ. Има цело море од знаење и колку повеќе читаш. А интересно е како функционираме, кога ќе прочиташ добар роман, си велиш две реакции. Може да биде да те убие во поим и да кажеш, леле, јас никогаш нема вака да пишувам, дај, што се во заблуда сум, што се замарам. Од друга страна може да те инспирира тоа и да речеш, сакам и јас да го направам ова. Или исто е со читање поезија. Читаш поезија и после одиш на улица и да, можам да напишам песна за што и да е. Значи, веројатно претпоставам слично и со филмот, кога ќе гледаш добар филм, си велиш те инспирира, ако имаш желба да твориш, така што има разни други моменти, прокрастинација. Живееме исто така во време каде што еден филозоф тоа го нарекува Бјунг-Чул Хан, кој што многу галамам во последно време зборувам, дека всушност кажува дека ние живееме во општество во кое што сме не само што е општество на achievement, туку сме престимулирани, нели, и мултитаскинг, значи мора да знаеме да имаме паралелна кариера, дека треба се да постигнеме. Меѓутоа, негова теорија е дека меѓу другото дека во досадата е креативниот потенцијал. Кога ако се сетиш и првите филозофски промислувања на античките филозофи биле со бавно наблюдување на природата. Тоа се првите физичари, научници кои што имаат контакт со ние денес. И јас сум прв, мислам, во текот на денот ни помет, чекај да го изгуглам ова, чекај овој трейлер да го видам сега на овој филм, на оваа серија, на оваа рецензија за овој роман. Ние сме толку преобдаварни што веќе дури начинот на размислување и менталниот ни се менува, дури мислам дека би одел до тама што вниманието и физички, генетски нешто се менува во нас, што допрва ќе го видиме во наредните децении, како ефект. Да, и веќе има ефекти на вниманието. Дури кога се гледаат филмови, едва издржуваат луѓе да изгледаат филмот 2 часа, а не па да се да читаат книга. И велат досаден ми беше. Прашање дали бил досаден филмот или ние немаме веќе капацитет за подолго да се ангажираме. Да, и дури да гледаш филм, често као седиш истовремено скролаш на Инстаграм, на што и да е. Рецензии читаш за филмот додека го гледаш. Да, као го имам изгубено тој фокус што не треба само кон една работа. Точно. За жал. Да. На посветла страна, каде можат нашите слушатели и гледачи да ги најдат твојата поезија? Мојата поезија не бев спремен за ова прашање. Мислам дека од градови без ветер збирката ја има во Метаноја. Тоа е во центар до швајцарска амбасада, на улица кај што се јапонските цреши што цветат. А хаикуто ноќно небо можеби во Буква треба да има или можеби во Метаноја, не сум сигурен, меѓутоа градови без ветер сигурно ја има во Метаноја. Фала на прашање. Да, нема што. Се приближуваме кон крајот и би сакал да прашам што читаш моментално, што те инспирира? Обично секој читам паралелно некој роман до 2 и нешто, да речеме, филозофија или теорија. Во однос на сега смешно е, во однос на теорија го читам прашањето поврзано со технологијата од Хајдегер, еден есеј од Хајдегер. Сваќаш што мислам. Хајдегер е тежок за читање и не знам зошто го читам. И контроверзен, да. Во однос на романи, во моментов читам еден роман од германски автор по име Јас, за еден агент, сега го почнав, за еден агент или како се кажа, соработник на службите или дел од службите што оди на поетски на читања и таму интересно ликот што го случајот е читачот, како името на мојот канал. Викам, има роман. Го следа тој читач што оди во разни станови во Берлин и има читања. За тоа е на почетокот. Тоа ми е роман што сега го читам, а го завршив, значи мали нешта како овие пред некој време снимив едно видео. Така што да,
тоа што она што во моментов го читам. Одлично. Одлично. Што е со македонската книжевност? Дали имаш нешто што читаш од македонската книжевност? Или македонски писатели кои ти се близко? Добро, се трудам да ги пратам колку што можам, некош поактивно читам и ќе се заситам, зборам од поновата сцена, има доста автори што се активни и има квантитет, и нели од тој квантитет ќе излезе, ќе се нели таа идеја дека подобро да има квантитет, па тоа да се роди квалитет. Има автори што ги пратам, да речеме редовно, не знам, Румена ја пратам, Божаровска, расказите што ги пишува, мислам дека се одлични, на добра писателка. Да, точно. Ги пратам, не знам дали е Петар Андоновски што пишува. Зборам од по нека млада генерација, современи автори. Се трудам да читам и класици на, не знам, Славка Јаневски. Колку што периодично тоа го правам. Исто една книга што многу ми се допадна од Елена Филиповска, Идол над зидот, која што ја читав ладни, мислам, и е некоја си како дистописки роман, ама тоа е скопија од моето детство, некои 80-90 години, и она е дистописки роман, и можеби дека така се поистоветив со некој си дух на одредено време, и многу ми се допадна. И тоа плаче за една добра серија. Може само името, само запишам книгава. Идол над зидот се вика романот, може да го најдете. Може, не знам како вие ќе го доживеете, меѓутоа мене многу ми се допадна. Да, кој беше авторот? Елена Филиповска. Именјачка. Да. Дали имаме време за крај за нашата последна рубрика? Не знам како стоиме, мислам дека малце сме над 30 на минути, 40 можеби, но можеме да направиме ако гостинот сака. Меѓутоа за нас филозофите, што е времето? Што е времето? Времето е само конструкт. Океј, имаме нашата последна рубрика, како што знаат нашите гледачи, се нашите омилени карти гени. Еден спил на карти се серии, другиот спил на карти се филмови, треба да одбереш што ти е поблиско. Филмови, во ред. Серии, да. Го видов од Breaking Bad ликот, таа сум ја гледал. Да. Треба да изберам карта? 3? Стави ги доле со Вака? 1, 2, ајде, тук. 3, окей. Сега ќе треба да ги влечеш и да ги покажеш на камерата и да погодиш за кога станува збор. И да видиме какво е твоето знаење за... Сега се осеќам како на испит. Да, без да прочиташ. Одлично. Дали го познаваш Сигурд? Сидни Потиер. Не. Не? Добро. Не, ајде да не нагаѓам се. Леле. Аха, еден од познатите азиски режисери. Корејски режисер? Да. Односно кинески, мислам дека е кинес. Вон Кар-вај, да. Вон Кар-вај некој е многу поетски режисер, мислам дека ќе ти се допадне. Мислам дека Ти ми препорачаш? нашите карти имаат некаква магија, така што да. секогаш се соочуваат со добрите гости, навистина поетски филмови. Се нема речиси воопшто диалог ни заплет, туку се буквално слики во движење кои се навистина. Океј, чекам да ми препорачаш. Апсолутно. И последната карта? Леле, толку сум... Прво треба вака да... Барбара Броколи. Ај, образувајте ме. Ни мене не ми е познато така што. Добро. Нашите карти работат на чудесен начин. На mysterious ways. Of course. Добро, одлично. Сметам дека доаѓаме до самиот крај. Алек, ти благодарам за присуството. Се надевам дека ти уживаше во нашето присуство и во нашата емисија, нашиот подкаст. Темата е неисцрпна, така што се надевам дека ќе отвориме многу прашања и идеи за публиката. Се надевам дека повторно ќе ни дојдеш со друга тема. Фала поканата, ја си поминав супер. Ако ме поканите, доаѓам пак. Прекрасно. Одлично. Нас може да не гледате во наредните епизоди, секако и на Spotify и на YouTube, нашиот гледач, нашиот гостин, односно, може да видите неговиот YouTube канал Читачот, чиј линк ќе го поставиме во описот на ова видео. Ви благодарам уште еднаш на сите кои не следите.